Управата за имотно-правни работи, Управата за јавни приходи, Агенцијата за катастар и недвижности, Управата за матични книги. Тука на едно место во новата зграда во Струмица, новата зграда на јавна администрација, која што се официјално се пушти во употреба во април оваа година, веќе од почетокот на минатата недела стапи во функција, ги организира овие отворени денови и граѓаните од Струмица и Струмичко може да се информира за сите работи од овие 4 институции. Значи на едно место може да ги посетат и катастарот, и Управата за имотно-правни работи, и матичните книги, и Управата за јавни приходи, така да оваа зграда е еден вид на патокас како треба во сите градови во Република Македонија централните институции да се организираат за да можат граѓаните од овие градови на едно место да ги добијат сите потребни услуги. Токму така како што напоменавме, овие денови се одржуваат низ цела Македонија. Колкав е ефектот и колку проблеми се решени на граѓаните на национално ниво? Да, Агенцијата за катастар и недвижности 9-та година поред ја спроведува оваа акција и ефектот е голем. Значи од самите посети на овие граѓани, покрај тоа што ни дава доволни информации за работата на секое подрачно одделение, ни доставаат и доста многу идеи и забелешки кои што ни помогнуваат да ги подобриме законите, да ги подобриме подзаконските акти, се со цел граѓанинот да може да си го запише своето право на сопственост. Само за пример, оваа година веќе поминавме 22 града и до сега се примени 516 странки и 86 компании. На сите овие се слушнати се нивните проблеми, определени предмети се решени на лице место, а за преостанатите дадени се насоки како истите да постапат. Уште едно прашање, директора, ете така информативно за нашите граѓани, кои се новините од катастарот кои се очекуваат во следниот период? Да, Агенцијата за катастар и недвижности работеше на својот стратешки план ова лето и оваа есен владата Република Македонија веќе го усвои и имаме нови работи кои што во следниот 3-годишен период треба да се спроведат. Мора да кажам дека во следниот 3-годишен период катастарот има нови 3 премери. Пред се работи првиот премер се однесува за премер на недвижности, значи на парцели, на згради, секаде онаму каде што има грешки од авионските снимања, има грешки од фиктивните делби или други грешки кои што ги направил катастарот во минатото како резултат од авионските снимања. Сега катастарот согласно новиот стратешки план ќе се на лице место и ќе направи нов премер за овие општини, што ќе значи на граѓаните ќе им биде излезено во пресред на ова нивно барање кој што го слушавме во сите овие отворени денови на катастар. Исто така ќе има уште еден нов премер, тоа е пред се во руралните подрачја, онаму што каде што катастарот е направен врз основа на попис, каде што бил пописен катастар, или онаму каде што катастарот е направен по пат на конверзија, така да и тука ќе имаме еден нов премер за граѓаните исто така да може да си ги запишат своите права, оние кои што ги немаат запишано на брз, ефикасен начин и на бесплатен начин. Третиот премер се однесува премер на инфраструктурите. Знаеме дека општините се слаби, државата, значи согласно стратешкиот план, Агенцијата за катастар и недвижности ќе биде предводник да целокупната инфраструктура, значи водоводна канализација, патишта и така натаму, да бидат премерени од страна на катастарот и понатака и запишани во катастарот на недвижности. Исто така катастарот во следниот 3-годишен период ќе направи 3 нови регистри. Пред се тука е новиот регистар на градежно земјиште, каде што самата постапка на носење на планови ќе биде дополнително забрзана, ќе има дополнителни поволности за самите општини, за Министерството за транспорт и врски, а исто така и граѓаните ќе добијат транспарентен приказ да секоја локација да можат да видат од својот дом, од својот компјутер што е предвидено да се гради во нивната градба. Исто така имаме нов адресен регистар, конечно во Република Македонија ќе добие адресен регистар по европските стандарди, така да од дома, од компјутер секој да може да се ја види својата адреса или адресата на било кој друг субјект, и масовната проценка како трета работа која што исто така ќе биде направена во следниот 3-годишен период, односно секој објект во Република Македонија ќе добие своја вредност. Исто така имаме и други нови работи во стратешкиот план, како на пример поврзување со EULIS порталот на Европската унија, поврзување со регионалните нип портали, поврзување локално со општините. Исто така имаме и многу други работи како 3D катастарот, лазерско скенирање и други работи кои што граѓаните можат да ги прочитаат во новиот стратешки план на Агенцијата за катастар и недвижности.